Во саботата граѓанската иницијатива Учебници и настава мора да има излегува на мирен протест пред општинската зграда во Кочани и го искажаа својот револт против најавата за воведување на дигитални учебници. Иако во помал број сепак засегнатите родители дадоа подршка на иницијативата и побараа референдум каде сите ќе имаат можност да се изјаснат во врска со најавените реформи. Самиот закон кој што се донесува воопшто нема намера да, значи не му е намерата таа што се кажува дека е целта да се дигитализира наставата, бидејќи ниту досега не постоеле законски пречки за да се внесуваат дигитални содржини, ама такви за жал нема во наставата внесено, така што не мислам дека значи законот бил пречка или дека пак е тоа мотив за донесување на ваков закон. Напротив, мотивот е во суштина укинување на печатените учебници, нешто кое што не смее да се случи, односно недозволиво е учениците да треба да учат само од PDF формат, бидејќи токму тоа ќе се случи, значи дигитални учебници нема, не сме виделе промоција на ниту еден, не се тоа содржини кои што толку брзо се изготвуваат. Од друга страна, во законот во член 27 јасно и прецизно е кажано дека се употребливи, значи учебниците кои што се досега одобрени и не се укинати, што значи тие кои што се сега во моментот во употреба ќе бидат само префрлени во PDF форма, така што ќе станат со самото тоа во суштина достапни само за еден дел на ученици, оние кои што можат да обезбедат соодветен уред да ги следат тие учебници, а за останатите ќе останат недостапни тие учебници. Или евентуално како алтернатива тоа што се нуди е неприфатливо заради тоа што автоматски значи дискриминација, значи наместо соодветен учебник со сите содржини да добијат некаква скрипта црно-бела, бидејќи тие се условите во кои што може да се испечатат тие содржини, така што сметам дека таква дискриминација, таква поделба, таква сегрегација на учениците по класна основа недозволива и не смее да се дозволи. Протести се одржаа во сите градови низ државата, каде родителите ги истакнаа своите барања кои се однесуваат не само на дигитализација во образованието, туку и ревидирање на останатите најавени реформи, како што е интегрирање на повеќе предмети во еден.